Стадион. Емисија за вашата вистина. Мене ми е маце и смешно, ево колегата Пренчо вика дека ние внесуваме раздор, ние сме биле националистички настроени, он застапува решение. Застапува решение кое ве молам не ми влегувате у збор, ја не ви влегувам у збор, ако може оставете ме да се искажам. Значи, а застапува решение кое на пример било користено за етничко чистење и на геноциди. На пример, значи нема едно позитивно светско искуство со овој тип на решение. И јас то повеќе пати го истакна. Знаете колку држави у Европа има со етнички лични карти? 0. Држави во Европска унија? 0. Од до пред 15-20 години имало околу 20 на држави со вакво решение и после одредени студии кога виделе они колку е ова штетно за едно општество, на кој начин ова општество го дели, тие ги исфрлиле. Значи сега имаме само 6 држави, или 7 мислам дека беа во светот кој што има вакво наводници решение, од кои што една е во Африка и 6 се на Блискиот исток и во Југоисточна Азија. Значи таму ние идеме со ова решение, а во локален контекст, на пример, што би значило ова, нели пошто го слушнавме колегата Пренчов како зборуваше, ама ваму не пишува македонци, онаму не пишува. Да, ја да речеме ќе се согласам, а поентата е ние зборуваме за партија со 44 партеника кој што се бори за власт. И таа партија треба да каже да, не може оваа држава никаде да не пишува македонци ово, но ние ќе се бориме тоа да го промениме, а не да молиме за трошки. Значи ние молиме за трошки, ние просиме. У книгата на 34-та страна, 55-ти параграф, ако може да пишува македонци, ај ве молам. Па као, знаеш сега, тоа е ситуацијата фактички со личните карти. Значи, што се случува тука? Македонците тука, конкретно еве, ако збориме етнички, македонците тука се доминантниот национален елемент. Значи, македонците биле, да речеме, некоја се етничка заедница у Краљевина Југославија, преку народно-ослободителната борба, преку реки пролеани крв, преку борба против фашизмот, они си имат издигнато во народ кој што има создадено држава. И кога ќе кажам народ, не мислам етнички само народ. Сите тука етнички заедници се дел од македонскиот народ. Македонскиот народ не е етничка заедница, македонскиот народ е доминантен национален елемент кој што сите заеднички ги вклучува заедно со него. Дали ме разбирате? И преку народно-ослободителната борба се има изборено за собствена држава. И сега со овие лични карти он се спушта во само една од останатите етнички заедници. Значи, веќе имаме обезличување на Македонија од држава. Значи, како да ви кажам, држава не е само територија, во држава влегуваат и многу други традиции, и национални, и традиции од културни и така натаму. Ние со Преспанскиот договор имаме обезличување на оваа држава, сведување на територија, обезличување на институциите. И сега со ова се продолжува, нели, претходно од рамковниот договор имаме уништување на македонската нација однатре, отфрлување на националниот и на како да кажам државниот концепт, него сега идеме на етнички, на племенски, на трибалистички концепт. И сега што се случува? Значи се сведува Македонија на територија во која што има една каша од етнички заедници. Веќе немате носечки национален елемент. И тие за тоа се залагаат. Кои се предлагачите? Партијата Беса, кој што има исто име со фашистичка партија која што била на оваа територија за време на Втората светска војна, која што го спремала тука теренот за доаѓање на фашистите, потоа се претопило во фашистичката партија, на пример, на Албанија. Алијанса и сакав да кажам кој што во нивниот статут на што има Беса, федерализација. Нивни поддржувачи кои што се потпишаа исто на законов се Алијанса за албанците, кои што се коалициони партнери на ВМРО ДПМН, кои што идат на избори со знамето на голема Албанија. И најголемиот поддржувач позади е ДУИ. И сега тие три партии, ДУИ кои што нели потекнуваат од УЧК, кој што тука водеше војна за отцепување на територии, црта нели на грбовите на мавровските работници со ножови букви таму и така натаму. Значи сега пазите, сега тие три партии наводно го спасуваат македонскиот идентитет. Кој може да поверува во тоа? Значи, кој може да поверува во тоа? И околу тие некои, како да ја би ги нарекол салто мортале
теории на заговор дека ние тука сме, пази, владата го турка овој проект, ама уствари она е против, ама уствари е за, ама за вика дека е за, ама он е всушност против, и всушност у она 356 трипер комбинации левица на некој магичен начин го спасува, не знам што. Дали вие внимавате што се случи во медиумите откако нели ние го блокиравме? Значи, колку партии од коалицијата на мали партии од коалицијата на СДСМ излегува со спротивна став? Ај само да завршам на кратко. Може би некој ќе рече, вие испаднавте спотер, како во атлетика, за таа тригер комбинација, за да фактички направите терен, да може и СДСМ да рече, немаме поддршка. Само да се докажам. Значи, откако ние го блокиравме овој закон, кој што имаше консензус со собранието со 118 пратеника, само 2 пратеника се против, откако ние го блокиравме, незадоволство изразија НСДП, ДОМ, Демократскиот сојуз и чак и ЛДП рекоа дека спремаат став, најверојатно негативен, значи не сум сигурен. Значи, ние ја расклимавме владата со ова. Ние, а не некои теории на заговор дека Беса сакала да излезе, ама всушност не икела и така натаму. И само на кратко, ајде замислиме онака магично дека всушност ова ќе се распаднела владата ако ние нели не блокиравме. Што мислите Беса за да излезе, што ќе бара? Или Беса онака ќе излезе и ќе вика ја излегувам гласам против владата, ама чисто онака ќе го барат и истото ова, можеби и нешто плюс. Од кога ќе го барат? Од новото мнозинство. Кој ќе го предводи новото мнозинство? Се знае кој треба да го предводи. Единствена причина зошто ВМРО ДПМН е против, значи е многу едноставна, затоа што нивниот коалиционен партнер Алијанса за албанците алтернатива, кој што пак ќе повторам, со знамење на голема Албанија идат на, како се вика, на избори, они се подпишани до пратениците на Беса, значи они се ко-спонзори на овој закон, така да толку е млавец. Реки крв има течено за они да станат народ и државотворен народ. За сега да ги сведуваме на етничка заедница како во Босна. Сега единството се разбива, и тоа институционално. Сега луѓе да сакат да се изближат, не може да се изближат. Сега мора да одберете страна. Не сваѓате, институциите треба да влечат кон една точка. Република Северна Македонија, сте за Република Македонија, за Македонија само, а сега во личните карти не сакате да пишува тоа што го бара или го предлага. Во личните карти треба да стои националност. Националност и точка. Националност, македонска националност и точка. Значи, не знам дали сваќате што произлегува од овие процеси. Уште поголема племенизација на државата. Не сваќате. Ама ако ги мешаме и термините, етничка група во меѓународната комуникација, меѓународното право се подразбира државјанство. Па синоними, ама не баш. Например, националност како концепт е повеќе европски концепт. Имате државјанство е повеќе граѓански концепт, а националност е повеќе, како да кажам, народен концепт. Значи има разлика, имаат како, значи има разлика ако во лична карта ви стои националност и има разлика ако во лична карта ви стои државјанство. Се синоними, ама и не баш, како да ви обяснам. Имаме двајца слушатели, слушајте ги и ви реков. Државјанството повеќе алудира на државата, националноста повеќе алудира на народот. Како да? Стадион. Емисија за вашата вистина.